Добро вечер. Ова е новото издание на емисијата за македонските работи. Мој вечерашен гостин е мојот колега и драг пријател, доктор Бранислав Светозаревиќ Покорни. Бране, добро вечер. Добро вечер. Си земам слобода да не се персираме, бидејќи ние сме колеги многу долго време, а и си ја познаваме работата, така што би било многу неприродно да се персираме. Се согласувам. А повод за нашиот разговор се секако македонските работи, а кои што се поприлично опфатени во оваа твоја книга. Јас само ќе ја покажам за да ја видат гледачите, бидејќи таа навистина оди во прилог на она што ми Сирко го кажал своевремено и сите прашања што ги опфатил во неговото време, меѓутоа ете ти од современ аспект се нурнуваш во науката и ја создаваш оваа капитална книга. Сакав само нешто да кажам што има во книгава. На почетокот го спомнуваш ми Сирков и има еден многу убав негов цитат каде што се вели дека македонскиот народ има своја национална култура и историја. Тоа е оружјето кое го прави народот да биде непобедлив во борбата за национално будење и создавање на слободен живот. Така еден слободен превод на она што го кажа. Меѓутоа, она што ти го работиш, сакам сите да знаат дека вечерва ќе ја работиме методологијата во книгата, односно научноста во книгата, бидејќи мислам дека до сега не се обидел некој така на тој начин да ги обработува двете основни прашања. Името Македонија и името македонци. Ајде повели, кој е главниот мотив за создавање на оваа огромна книга со многу страници, гледам дека има. Така е. Мотивот може би не е многу популарен. Да речеме, јас љубовта кон македонскиот народ, неговиот бит, неговата борба, она што ме импресионирало од малечки нозе, фактички како дете се уште се прашував што е тоа што ме профилирало во архивист и историчар. Се покажа дека тоа се народните македонски песни во кои се соживував како мало дете слушајќи ги за нашите херои, за нашите јунаци, војводи, партизани и така натаму. И сето тоа нешто оставило некои длабоки траги во мене. И се разбира, кога созреав во оваа работа и после 30 години архивистичка и научно-историска дејност, дојде моментот кога цело време ме прогонуваше на прашање зошто немаме една интегрална студија за етнонимот македонци. Да објасниме што е етноним за публиката? Па може, нели, накратко, тоа е накратко името етничко на народот. име на народот и тоа е нешто што е основен белег на еден народ. Нешто со што се препознава низ столетијата и милениумите. Нешто што не може така да се промени. Нешто што е во свеста на народот, во онаа колективна меморија која ја нарекуваме. Нешто што е во срцето, во душата на народот. Нешто што е пренесено низ песните, низ приказните, низ митовите. Нешто што се запишувало на зидовите и камењата. На скришни места, на јавни места, на нешто што предизвикувало гнев кај одредени структури, одредени политики и така натаму, но сепак тоа име било сочувано од еден народ, кој низ вековите и милениумите успеало да остави траги. Тоа име македонци и тоа е нешто што навистина вака цело време ме хранеше да се зафатам конечно, но кога реков непопуларно, не мислев на мотивот, туку на поводот. А тоа е ова што ни се случува денеска во овие последни години, кога се соочуваме со
повторни обиди за негација, повторни обиди за бришење на името, и сето тоа некако беше еден клучен момент кога решив да се она што сум го собирал овие 30 на години, да го ставам на едно место, а при тоа за да помогнам на обичниот читател, направив и анализи, се обидов, значи преку анализи на одредени периоди, да читателот да може полесно да ги разбере и самите сведоштва, документите. Но при тоа морав да направам исто и консултации со вас, со многу колеги, 14 на број, врз секојдневна основа, затоа што се соочувам со терминологии, периоди и така натаму, за кои не може човек да биде специализиран. Туку мора да, како лекарите што прават конзилиум, нели, мора и еден таков проект да подразбира консултации со многу колеги кои се специјалисти по разни периоди и области, дури и од други науки. Да. Помогни ми ако не бидам прецизна во интерпретацијата, она што го имам прочитано. Велиш дека кој е тој народ, македонци, кои што си го земаат за право да го носат тоа име. И на едно место имаш напишано дека станува збор за едно тако специфично етнокултурно јадро, кое што во себе ги восприема и античко-македонските, но и словенските супстрати, но во исто време ја споделува и историјата на околните народи, односно процесите, и исто така сето тоа се случува под определени историски процеси и фактички тоа име само си го земаат луѓето кои што живеат на оваа територија и се определуваат за македонци. Бидејќи тоа не е прост термин. Тука има една многу сложена лепеза на фактори кои што ги определуваат македонците да бидат сосема нешто различно од соседните народи. Така е. Одлично го образложи ова, за да не се повторуваме. Секој народ има своја специфична историја и покрај тоа што таа мора да ја споделува со соседните народи. И затоа секој народ споделува со соседните народи, сакал или не сакал, но не споделува само со еден од нив. Тоа не може да го избере. Тоа е нешто што... Така, споделуваат народи во регион. Така е, апсолутно. И тука не можеме да наметнуваме некакви нови, неаргументирани сваќања за тоа како една нација се развива. На крајот на краиштата, многу научници од различни области се занимаваат со народите, со нациите и доаѓаат до одредени заклучоци кои на некој начин од година во година гледаме дека се доразвиваат и ние треба да ги следиме нив, но не да се враќаме ретроградно со сваќањето од 19 век. Ние сега... Тоа значи не практикуваме ретроспективен национализам. Ретроспективен национализам, некоја нова терминологија која повторно се обидува да импутира нешто што треба да биде нешто специјално за нас. Тоа е како овие секогаш нови правила за влез на Македонија во евроинтеграцијските процеси, секогаш нешто ново се измислува за нас за да се спроведе како да сме некој предмет за експерименти. Ти си многу детален во овој труд, кој што фактички представува и зборник на документи, но воедно и студија, бидејќи ти внесуваш поприлично аналитичен текст во обработката на документите. При тоа, сигурно дека ќе го објасниме во текот на емисијата, доминираат два основни поими – етноним и политоним. Ајде да бидеме
малку аналитични, тоа да и го пренесеме на публиката, како ние тоа историчарите го работиме и како го сваќаме. Ако се занимаваме токму со ова прашање, прво тоа мора да расчистиме. Како научници, што значи етноним, што значи политоним. Затоа што низ целиот историски период потоа го среќаваме истото име, но мора секогаш да знаеме дали е тоа политоним или етноним. Етнонимот е име на еден народ, како што рековме, а политонимот е име на население кое може да биде од различно етничко потекло, меѓутоа има подаништво кон една држава, државна творба. Значи, тоа е во исто време и поданичко име. Значи, сите кои живееле во Римската империја, потоа и во Византија, се нарекуваат ромеи. Значи, а тука има можеби 200 етникуми, затоа што на 3 континенти било распространето тоа царство. Сите биле ромеи, но тоа не значи дека тоа е само политоним, тоа не значи дека е етноним и никогаш не е ни значило. И ден денес се употребуваат во современата, во современието имаме политоним, нели, да речеме Југославија, например, Југославија, да речеме, па во таа има етноними посебно, значи македонци, срби, хрвати и така натаму, а југословени тоа е всушност политоним, припадност кон една држава. И токму тука е замката каде што некои од соседите наши се обидуваат политонимот да го наметнат како етноним на македонците. Имено зашто се работи во средновековието, сите зборуваме често пати кажуваме средновековни народи, но всушност се работи за средновековни држави. Во време кога таква свесност во масите не постоела реално, туку тоа е еден поим познат на елитите, феудалните елити, во кои секогаш кога освојуваат нови територии, тие на својата титула додаваат дека се цареви или кралеви или не знам што на таа и таа територија или на што значи дека или земја како што или земја како што се нарекува во тоа време, и ние сега тоа го сваќаме, нели, многу лесно го прифаќаме, за жал како нешто што значи етноним. Па така имаме злоупотреби кога се зборува за бугари во изборите. Тоа значи само припадници, односно население кои живее во рамките на таа средновековна бугарска држава, исто и за српската држава, и за византиската и така натаму држава, иако и Византија, например, е еден нов израз кој конструкт се употребува, конструкт е тоа за историската наука. И тука затоа се обидов да направам табеларен една поделба како ова население во Македонија се нарекувале како етноним и како политоним. Исто така направив една компарација со населението во денешна Бугарија, поточно во Мизија и Тракија, за да се види дека истото тоа се случува и таму. Некои слични процеси кои покажуваат дека се она што поминувале соседните народи, повеќе или помалку поминува и македонскиот народ. И тоа можеби има разлики во хронологијата и така натаму, на настаните, околностите, меѓутоа процесите на тоа самосознание, на тоа, да речеме, јас направив дури една хронолошка поделба како се користело тоа етничко име, повеќе или помалку важи за другите, но кога ги подреди вака документите, односно сведоштвата, се покажа дека
македонците името како македонци до таму каде што имаме извори, каде што се препознава етнонимот. Затоа што многу е лесно пред 100 години да откриваме етноними, но многу е потешко во средниот век или во новиот век, каде што, например, не постоеле толку патеписци, не постоеле новинари, не постоеле некои комуникацијски, медиумски можности. Кои препознаваат на теренот некои како се нарекуваат и така, или како се чувствуваат. Туку, кога доаѓаат некои патеписци, да речеме во 15 век на овие простори, првенствено препознаваат вера, припадност на вера. А многу поретко некој се занимавал со тоа каков етникум. Односно, ако јазикот е различен, тогаш веќе се прави некаква разлика. И затоа дојдов до некои такви заклучоци, сознанија, а еве сега и вториот том, кога го припремам од книгата, со многу нови сведоштва, покажува дека тука немам некоја грешка во тоа, а тоа е дека имаме еден период од некаде од 14-ти, од 15-тиот век, каде што етнонимот македонци се подразбира како една територијална категорија, што е нормално, не е тоа нешто што е необично. Не е ендемичен случај. Потоа, веќе од 19 век, поточно средината на 19 век, веќе се чувствува тој народносен сегмент во името, затоа што кога прашувале некого зошто е македонец или самиот ако се изјаснува, тој вели дека тој е македонец затоа што живее во Македонија, затоа што неговиот татко и дедо се нарекувале македонци, затоа што биле нивните предци биле славните Александар и Филип Македонски и така натаму. Веќе кај тој народносен сегмент се чувствува историјата, значи свесноста за историјата, за континуитетот. Да поедноставам, ти ова многу убаво го имаш образложено, од социјалната категоризација на населението во феудализмот, потоа одејќи кон новиот век, тоа е веќе територијалниот идентитет, таа земја, мое отечество, и веќе таа земја и таа социјална стратификација веќе добиваат и историја. Кога ќе се склопат сите тие фактори, веќе доаѓаме до... Веќе етноисториска самосвест се појавува. Или народносна. А веќе кога во втората половина на 19 век се појавуваат и првите македонски студенти кои студираат низ Европа, започнува разработката на националната свест. Значи, препознаваат дека одредени народи во Европа успеале да формираат своји држави и тие во тие своји држави се формираат во нации. Како што Константин видов во книгата дека е македонјанин. Македонјанин, така е. Сега, например, еве, не сме се не договарале за Мисирков. Тој веќе многу прецизно вели. Ние сме нација затоа што имаме своја историја и култура. Тоа се едни од клучните белеси и дека е неопходно да се избориме за своја држава за да може сето тоа да влезе во една стандардизација. И таа разработка која започнува кон крајот на 19 век завршува со заокружување со АСНОМ во 1944 година и македонците се бројуваат во 10% од оние народи во светот кои имаат своја држава, односно се создава нацијата македонска. Значи, ако имаме околу 2000 народи во светот, само околу 200 држави постојат. И тоа самото по себе ни наложува сериозно да размислуваме што правиме денес во однос на она што ни се случува и каква е нашата одговорност на овие
генерација. Сега ме подсети да представиме, бидејќи мене ми е многу важно ние да ја оправдаме научната оправданост на нашето работење, бидејќи ни се случува, бидејќи ние како македонски историчари постојано треба да војуваме и да докажуваме. За жал најмногу во нашиот внатрешен простор, дури и надворешниот не е ни толку битен. Меѓутоа, ајде уште еднаш да повториме, овде има мноштво на документација. Има карти, има мислење, има сведоштва, има искажувања, патеписи, голем фонд на документацијски материјал, даден нормално во еден фрагментиран израз, меѓутоа, од каде све потекнуваат документите и кој е најраниот, а кој е најдоцнежниот? Како оди таа хронолошка рамка? Да, се одлучив да истражувам за етнонимот од пропаста на античката држава до основањето на современата македонска држава, значи 2000 години и повеќе. Зошто тоа го направив? Затоа што од тој период нема држава, а етникумот македонци постои, обстојува. Но беше потребно да се направи, да се докаже дека такво нешто постои. И дека ниту еден декрет не може ниту да измисли, ниту може да укине народносно етничко чувство. Може да забави, може да го скршне развојот. Така е, може да прави и некои брутални мерки да презема со физичко исчезнување и така натаму на народи или делови на народи, меѓутоа тоа што го носи во себе, во колективната меморија народ, тоа не може да се избрише. И исто така не може да се избрише името. Она што може би е интересно е што оваа книга содржи сведоштво од 32 држави во светот и се обидов да има хетероген карактер во која смисла. Ние мора да ги разграничиме, освен етнонимите и политонимите, мора да разграничиме што значи етногенетско потекло, што значи нека државна традиција и што значи свесност или самосвест и прифатена култура или придобиена култура и име. Тие поими меѓу себе се различни, а имаме секогаш некаква потреба да ги мешаме, да правиме од нив некаква смесна која на крај треба да ни донесе некакви резултати кои ние ги посакуваме, а не она како што е. И затоа се обидов во изворите да има кралевски, царски декрети, да има револуционерни документи на војводи, на партизани, да има новинарски записи, да има патеписни репортажи, да има сведоштва од обичните луѓе, од децата, од старците, да има од затворениците, од студентите, од политичарите. Значи, сакав што повеќе да офатам категории на луѓе за да се насети каде е тука она што не може ниту една сила да му го одземе на еден народ. Не ви се случува така симплифицирано да ги доживувате термините, например, од 15 век, па да си го толкувате со извори од 18 век, или во денешно време, како што ни се случува, некој што се искажал во 19 век, некој да ни го мери паметот со вредностите на 21 век. Тоа се катастрофални грешки во науката, во историската наука. Ние и ден денес, навистина многу книги постојат такви, да ги отвориме, каде што од 13 век се зема извор кој зборува, да речеме, за
Кирил и Методи или за Климент и му се импутира како да е од тој период. Но тоа се, да не забораваме, 600 години разлика. Можете да замислите сега, јас, например, да напишем нешто за 15 век, па некој после 200 години да ми цитира и таму јас зборувам, да речеме, за термини кои воопшто не се познати за тој период. Значи, например, исто така имаме вакви, за она што можев да го откријам, да речеме. Меѓу двете бугарски царства има период од 200 години, каде што во табелата се гледа тоа, бугарското население не постои етноним бугари во Мизија и Тракија. Значи, додека има бугарска држава, се споменуваат бугари, а кога ја нема, ги нема. Тоа што нас треба да ни значи, тоа многу треба попродлабочено да се истражува. Или, например, да речеме, грчките извори од средниот век, словенството го поистоветуваат со бугарство, односно бугарски јазик, бугарско, не знам, бугарско население и така натаму, а тоа значи сушност словенско. Сега, рековме, ајде, ги спомнавме 9 век. Имаме словенски написи. Во словенските написи никаде не се споменува бугарски кнез, бугарско писмо, туку словенско. А во истиот период византиските извори споменуваат бугарско, а не словенско. И дури и бугарските академици, например Димитар Ангелов, дава низа на примери каде што докажува дека кога се зборува за бугарски зборот значи словенски во тој век. И сега нас не ги сервираат едните, а не ни кажуваат дека има сосема друго значење, нели? Да. Тоа е нешто што е многу податно за манипулација на населението. Па затоа имаме такви некакви случаеви, читав и се разбудив. Други ден со некој друго сознание. Да, така што пристапот, методологијата е нешто многу послоевито од она што можеме и самите ние како научници да го замислиме. Сомнежот секогаш треба да биде присутен кај научникот, вклучувајќи се и сами од себе си, кога нешто ќе дојде до некакви заклучоци, дека повторно треба да се препроверува. И од таму ние се соочуваме со едни вакви небулози, каде што некој политичар или некој, не знам, некој каков општествен деец, после неколку прочитани книги, си дозволува да се прогласува дека е познавач на историјата и така натаму. И доаѓаме до некои апсурдни состојби, да не знае човек дали да се смее или да плаче. Сега ме асоцираше на еден пример, и ние читаме литература од областа на медицината, ама не прави хирурзи. Никако така му доаѓа. Знам дека користеше извори и од папската курија, односно од папската држава. Особено се интересни искажувањата на оние македонци кои што се повлекуваат после Австро-турската војна и палењето на Скопје од страна на Пиколомини. Како се искажуваат тие луѓе кога доаѓаат во новата држава, во новото царство? Ти благодарам за ова прашање, бидејќи многу ме радуваат сознанијата и тука навистина има поместено доста значајно место во книгата за тие прашања. Оние кои во Бранови се иселуваат од Османлиската империја, потекнуваат од Македонија, тие секаде се представуваат како македонци, дека се нивното отечество е Македонија. И сега наеднаш, иако да речеме тоа некако морам да признам, убаво ми годеше едноставно да го видам, сепак морав да повторно
да го проверам, зошто е тоа така. И морав да правам консултации со професори од други науки за да дојдам до одредени заклучоци. Се покажа, си велев самиот на себе си зошто сега, еве, Македонија била под византиско владење 1000 години, била по 150 на години под Србија и Бугарија се фрагментирани феудални државички, да. Зошто тие македонци кои оделе во Европа не се представувале како срби, бугари или на пример ромеи, нели? Сватив дека, односно морав да истражувам, речиси цела година, дека припадноста на тоа население, кое 99% било неписмено, немало свест народносна како што ние ја подразбираме сега, туку на припадност се мислело, кога ќе се каже, се мисли на родот, племето, најблиските, се мисли првенствено на религијата, дека е христијанин или некоја друга религија, се мисли на местото на живење, припадноста, дури се мисли и на кој му бил непосреден господар. Но не и на царот. Царот е царот. Да. Не го познавале. Тие се менувале, не познавале, немале вестници, немале фейсбуци, немале интернет и така натаму, за да било што знаат околу тоа. И она што е најсилно е припадноста на земјата. Она што го наследувале во колективната меморија од нивните предци. И тие кога одат таму, секогаш велат дека сме од Македонија, од земја Македонија, и ако вака правиме на реконструкција, замисли сега да се представува некој дошол во Виена од Македонија и кој си ти? Јас сум христијанин. Па добро, јас сум христијанин, не ми значи ништо тоа, нели? Кај припаѓаш, од кого си, како си? Па од господарот Петар. И тоа ништо не ми значи. Па од некое село или некој род и така натаму, и тоа е непознато. Но кога ќе каже Македонија, во времето на хуманизмот, ренесансата, во времето на новите откритија, во времето кога се пишува голема литература, се навраќаат на античкото време и така натаму, тоа е име кое е лесно препознатливо. Не само од аспект на популарноста на тоа име од античкиот период, кое во западниот свет било прифатено, туку и од религијски, затоа што тогаш Библијата била, Светото писмо била една од најчитаните книги и се разбира таму се споменува на многу места Македонија и македонците. Значи, нешто што кога доаѓал таму нашиот човек, лесно го препознавале и не му било тешко тоа да си го припише, дури и на своето име да го стави. Но колку било силно тоа во тој народ, покажуваат сознанијата за тоа кога формирале цели населби своји, тие често пати на населбата и ставале име Македонија. Значи, тоа е многу силна една маркација. Никој нив не ги натерал така да го наречат своето село кое го основале. Такво село има и ден денес во 150 км источно од Букурешт, во тогашната Хазбуршка монархија. Такво село имало во Банат, во денешна Србија, исто така на 2-3 километри од Вараждин, исто во Хазбуршката монархија. Дури едно, сега имаме едно сознание во Северна Италија. Потоа имаме 3 села со такво име во денешна Украина или тогашното Руско царство. И дури и во 19 век 3 населби во Соединетите Американски. Денеска мислам дека со сигурност знам за една Маседонија во Охајо државата. Се тоа само еден доказ за тоа колку тоа име им значело на овие луѓе. Исто така, оние кои успеале во својот живот, во своите кариери,
во тие држави често пати на своето име и презиме го додаваат атрибутот македонец и веќе со тоа се гордеат како некаква титула, затоа што често пати, нели, овие тамошни благородници си додавале и од каде потекнува, нели? И сега да се каже Македонија, тоа не е мала работа. И тоа го имаме како пишани докази кои се наоѓаат во книгата со стотици примери на такви имиња, но велам ова е само почеток, бидејќи еве сега за моја среќа, за моја радост се приклучија многу луѓе кои ми помагаат, меѓу другите и информатичари, луѓе кои многу лесно пребаруваат во КОБИС системите, лесно пребаруваат во архивите и библиотеките и доаѓаат до нови документи кои се вистинска драгоценност. Дори има и статистика, да речеме. Кога ќе се постави некој тезаурус на зборови и кога ќе се напише македонци, например од 15 до 19 век излегуваат десетици илјади наслови во кои се обработува името македонци, е спомнато. Сега, сигурно дека најголем дел е за античките македонци, но наоѓаме многу и не се мал број на оние кои се однесуваат на македонци од денешна позната територија Македонија во 15, 16, 17, 18 век. Овдека е цела една низа на луѓе кои што во своето време се определувале кон македонскиот атрибут, се определувале како македонци и точно го лоцирале местото на својата земја, тоа е Македонија. Соседните земји создаваат многу порано од македонците своји држави, но ниедна од нив не се идентификува ниту со Македонија, ниту со овој атрибут. Некако како помодарство доаѓало, например, знаеме Раковски прво бил Македон, па после нешто друго се определувал. Името било звучно, меѓутоа земено како народносно останува единствено на луѓето кои што живеат на овој простор и ја делат истата историска вертикала со оние покрај нив. Сакав и тоа да го спомнеме. Кога почнуваат тие да сонуваат за Македонија? Сосема си во право. Многу внимателно следат оние кои се по потекло од денешна, да речеме, Тесалија, Пелопонез и така натаму. Немало никакви шанси да се изјаснат дека се македонци. Сите со гордост кажувале дека се грци. Значи, не можев да сретнам некој грк да каже дека е македонец. Да. И тоа се е така до некаде средината 19 век, кога веќе се појавуваат првите држави на Балканот кои се ослободуваат од османлиското его и кои со помош на големите сили почнуваат да создаваат, нели, своји кнежества, па потоа и кралства и така натаму. Имаш ли чувство дека, проучувајќи ја целата оваа материја, дека точно големите сили ја внесуваат таа мистификација од единствено христијанско православно население во османлиската држава, на милетот му даваат народностна смисла. Например, знаеме дека во британските документи одеднаш од некои ромеи стануваат грци. Во руските документи гледаме дека стануваат бугари или срби. Ако ја гледаме руската политика, таа се уште е нерешителна и некаде до средината на 19 век ја признава и македонската определба и сето тоа. Знаеме дека веќе 60-тите години како е преломена руската политика. Меѓутоа, фактот дека никој не ја подржал македонската идеја и никој не ја спонзорирал, не значи дека македонскиот порив замрел. Имаме и Линденско востание, пред него е македонското востание, кое пак како конструкт ни го нудат некои други историчари како Кресненско востание,
кој има силна македонска порака, Така е. дури многу повеќе и од самото Илинденско востание. Ги имаме балканските војни каде што македонците се мобилизирани во различните војски. Каде е местото на македонецот? Дали е во изјаснувањето и држењето на таа национална и културна опција? Така е. При создавањето на овие балкански држави се создава еден слој, нели, на некои нови, ајде да ги наречам, буржуарски кругови кои кројат планови за нивно проширување, односно обновување на нивните средновековни држави и за кои, доколку се остварат, нема ни цела Европа да им стигне. Но апетитите биле големи и од таму започнува таа подготовка на целокупната европска јавност дека во Македонија нема македонци, туку има бугари, срби или грци. Не ти се случува дека тоа фактички денеска ни се сервира, дека ние сме збир на народи и дека некој сака да оди против ова ти што си го напишал? Да, така е. Затоа и кажав на почетокот дека повторно се враќаат со сваќањата за нациите, за етнонимите и така натаму со оние теории од 19. век, затоа што нема на што да се потпрат. Но кога ги следите најновите теории за нациите и народите, ќе видите дека тоа веќе нема никаква врска. Тоа е отфарлено и имаме ситуација каде што, затоа јас намерно тука ја спомна балканските и првата светска војна. На тој терен македонски се собираат не само војски од цела Европа, туку со нив доаѓаат, нели, разни официри кои имаат задача да известуваат од теренот. Доаѓаат новинари. И го именуваат како Македонски фронт. Македонски фронт. Доаѓаат разни авантуристи, патеписци, научници доаѓаат. И сега јас затоа намерно, сега веќе конечно, тука можев да се потпрам на теренските истражувања. И се покажува ни стотици документи тука примери, дали се тоа британски извори, француски, германски, руски, српски, бугарски, грчки и така натаму, секаде кога имаат контакт со населението, тие кога ќе ги прашаат што се, тие кажуваат за себе дека се македонци. Бевте и кај гимиџиите. Како се вика локалот каде што беа гимиџиите? Ла Прокоп, тоа е ресторан елитен во центарот на Париз. Едно место кое представува, веќе не е само ресторан, туку институција, затоа што во него предметите се уште од 1686 година кога е отворен. И во него, ако сакате да влезете, треба месец дена претходно или неколку дена, најмалку да се најавите. Сите се сликаат, се фотографираат покрај предметите кои се во ресторанот, од уметнички слики, од лични предмети, например шапката на Бонапарта и така натаму и така натаму. Но вие ја пеевте песмата на гимиџиите. Да, таму се случила една многу интересна приказна на нашите гимиџи, значи и тука македонците оставиле своји белези, своји траги на начин кој може навистина да се сними филм. И тоа припремајќи се како студенти, нели, за она што сакале да го направат, да ја отрезнат Европа, дека на Балканот постои еден народ кој се вика македонци, дека на тој народ кој е заборавен, односно намерно избришан заради геостратешките интереси на одредени сили, сметале дека можеби не е лошо да се удри под джепот по економските интереси на европските држави и затоа ги организираат тие солунски атентати, таму удираат директно на францускиот капитал, например,
Отоманската банка била Бродот Гвадалкивир и така напред, натаму. поштата. И сега, меѓутоа тука кога доаѓате секојдневно тука, веќе започнува една нова приказна. Нас ни е кратко времето. Да. Само да кажам дека книгава има голем интерес и од страна на научноста од регионот. Ние ги покануваме нашите колеги и од Бугарија, и од Грција, и од Србија да повелат, да прочитаат и да го усвојат диалектичкиот метод на работа кој што ние го користиме. Драги гледачи, ние овде завршуваме, а сигурно ќе имаме и друг повод, и друга причина, и многу можности да се видиме повторно. Приказните за македонскиот народ се неисцрпни. Секој добро и добра ноќ.